Тука се оние сега писатели да ги кажа. Кажи го за име. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان سفيه فقال عز وجل في قائل مخبرا وآمرا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنة وأذى الذي ينفقون ماله رئاء الناس صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى почитувани джематли, нека ни е мир и спас мене и вас во овие свети денови, денови кога Аллах Джелешану се зарекол дека ќе ни ги опросте нашите гревови. Но денеска, пошто зборуваме за опрост на нашите гревови, ние ќе зборуваме за една или еден од големите дела кој Аллах Джелешану ги смета дека е голем грев. Мислејќи дека или не знаки, или не даваќи важност колку е голем тој грев, ние го правиме и воопшто можда не привлекуваме внимание дека го правиме. За да ни биде упомена Аллахума балагта Аллахума ешхед, о Господе, си ми сведок дека јас го известев мојот джемат. Денеска ќе зборуваме, на арапски се викат ел-рија, или по наше кажано преправање. Значи луѓе што се преправат. Преправањето е еден од најголемите гревови кај Аллах Джелешану. Значи не е мал грев. Аллах Джелешану во Куран Азим Шан вика ги извештува тука мунафиците. Пошто најголеми се луѓе оние кои се преправат, тие се и мунафици. Кои се тие? Юраун ен-насе ва јазкурун Аллаха илла қалилен. Викат се преправат пред луѓето. Се преправат пред луѓето и не го спомнуваат Аллах Джелешану малку или го спомнуваат само да ги видат луѓето дека тие го спомнуваат. Такви луѓе имат и кај нас. Кои се преправат и по изглед и се прави дека тој е голем побожник. И тој го спомнува Аллах Джелешану и тој човек е негрешник, а сите околу него се други грешници. А обратно, тој тоа го прават заради луѓето само. Има многу такви луѓе. Доаѓаат или доаѓале и не се само оваа врста на луѓе, мунафици. Има луѓе во Куранот февејлун лил мусаллин. Тешко викат на клањачите. Еллезина хум ан салатихим сахун. Оние кои својот намаз како што треба не го извршуваат. Ќе влезат, ќе клањаат провозирно, колку да ги видат луѓето, ќе клањаат фрзовите, не ги клањаат суннетите, ќе влезат да клањаат 8 рекјати таравија, не клањаат 20, само да се одвојуваат. Само гледајте ме, ние што правиме, и гледајте не, ние сме во право. Ама обратно. Значи, оние луѓе кои не ги извршуваат намазите праведно и кои се брзаат во своите намази,
тие луѓе прават голем грев и тие ке Аллах Желешану се пак наречени мунафици. Но не завршува тука ајетот. Еллезина хум юрауне wa yamnauna al-ma'un. Овие се уште полоши. Оние викат кои се преправаат и кои доброто на другите им го забрануваат. Значи има такви луѓе што доброто на луѓето им го забрануваат. Не оди ти да кланяш. Како тие да ги препишуваат себабите и гревовите на луѓето. Не оди, ако ме поштуваш и ме сакаш или било што, не оди да кланяш. Тука е проблемот. И тој што ги слушат, а и тој што му наредуват, кај Аллах Желешану се мунафици, и тој е еден од најголемите гревови. Значи да слушаш некој да ти рече, не оди да кланяш, поминуваш покрај џамија, не влагај, слушаш езан, не се одзивај на намаз. Поголем грев ке Аллах нема, тој е голем грев. И доправа ќе го слушате десно што сака да кажа. Значи, оние луѓе кои забрануваат да прават луѓето добри дела, пошто да дојдеш во џамија правиш добро дело, не правиш лошо дело. Тие луѓе ке Аллах Желешану се наречени мунафици или елрија се преправат. Ја аллезина амену ла тубтилу садакатикум бил менна wal adi kalladhi yunfiquna malahu ri'a an-nas. Аллах Желешану исто така вика во Куранот: о верници, немојте вика да ги уништувате вашите садаки со надборување и навредување. Има такви луѓе кои ќе дадат садака само луѓето да знаат дека тој дал нешто. Ти тука садаката ја губеш вредност. Ти ако дадеш садака, не треба да бараш да те читаат, не требаш да бараш да те знаат. Иако требате евиденција се прави, тоа се прави. Но јавно не е пожелно. И воопшто не е пожелно, затоа што е голем грев, ти го губеш она добро што си го направил, се губеш садаката. И повеќе, како оној викат кои поделуваат од својот имот и преправаќи се пред луѓето дека дадат. Има такви луѓе. Значи ќе дадат од својот имот и не дава малце, ќе даде многу. Но тој ке Аллах Желешану не е примана таква садака. Значи, нашата тема е преправање. Не смееме ние да се преправаме. Затоа што Аллах Желешану не ги знае нашите ниети. Без ние можеш да кажеш или да му кажеш на филан дека го поштуваш, го сакаш и се, а од друга од срце ти зборуваш за него или за него зборуваш, Аллах Желешану наградува со нашите ниети и нашите срца што кажуваат. Устата може да скрие и да каже обратно, а срцето не. И затоа почитувани џематли, преправањето во исламот е голем грев. Или на арапски се вика дрија. Ебу Хурейра го пренесува еден хадис, види каде е многу строг хадис и многу интересен хадис, големи дела, а не прифатливи кај Аллах Желешану. Викат, навистина викат, на првите кои ќе им бидат пресудено на судниот ден е човек кој погинал во името на Аллах Желешану. Значи човек погинал, најголемо жртвување во името на Аллах Желешану немат ти да умреш во името на Аллах Желешану. Ама
ама да умреш, тоа се вика шехид, по наше кажано. И први луѓе ќе бидат прашувани. А највисок степен ке Аллах Джелешану и најубав дженнет имат шехидите се со пегамберите. И тие не се умрени. Тие на дуњата, тие на ахирет сега имаат риск оние што имаме на дуњата. Значи ним рискот им доаѓаат. А додека нашите дела на дуња прекинуваат, на ахирет прекинуваат само на дуња. А на шехидите риск им дава. Но кој шехид? Оној шехид што вистина во името на Аллах не очекувал да го наречат луѓето или да го запишат херој или храбар. Значи погинал, бранејќи ја честа на куќата, честа на татковината, честа на богатството. Значи шејд има многу врсти. Нешто што не очекувал тој од Аллах, ја ќе одам сега во рат во Сирија како што дат, ќе погинам за да умрам шејд. Не е тоа. Не ти е тамо ти место дојдеш да погинеш шејд. Таа прво не ти е твоја татковина. Не ти е твое место и немаш да бранеш. Ние исламот ако го бранеш, можеш тука да го бранеш. Но, викат тие луѓе, да не се задржуваме, да не кажуваме што за шејд. Но тие викат луѓе кои ќе умрат мислејќи дека умираат во името на Аллах Джелешану, само да ги наречат дека се херои и да се напишат нивните имиња по школи, улици и така натака. Аллах Джелешану викат ќе му го донесе пред него, предсочено, преточено, да го видат. Еве ти што си направи. Ти му рече, ти што направи? Ќе рече, јас погинав во твое име и погинав за тебе. Ако погинал вистински, со чист совет, Аллах ќе го награди. Но, ако погинал за да се прави херој, да се докаже на луѓето, на селаните, на општеството, само за херој да го наречат, ќе му рече, ти си лашко, ти лажеш, и ќе им наредет на мелеките, земајте го со синџири од неговото лице и фрлете го во длабокиот джеб. Значи, види, човек мислејќи дека тој умрел во името на Аллах Джелешану, тој ќе Аллах Джелешану ќе биде казан. Друго, човек кому Аллах Джелешану го подарил сите видови на имоти, на богатство, значи му подарил куќа, земја, разни благодети. И имат пари, дават, ама дават да го гледаат луѓето дека тој дават. Да го спомнуваат дека тој дава. Да речат, овој човек е дарештев. Тоа му е целта. Има такви луѓе. Даваат, гледајте ме, ја колку давам. И сакаат да го читаат, сакаат да го кажуваат и почесто го спомнуваат тоа дека дава. Тој што дават, кога ќе даде со десната рака, не треба да знае левата рака дека дава. Дотолку треба да биде скришно. И ова Аллах желал да ни се смилуват на барање на джематите. Дали пиши дал 1000-2000 евра. Море. На каседата е списоци, но на каседата скришно. Пак да ја видат. Ќе имат одбор, ќе имат луѓе, ќе имат надлежен, ќе имат кои ќе прегледат, ќе кажат. Но не е убаво да те ги знаат. Викат, тие луѓе кои му дал Аллах благодет и му дал богатство и даваат само да бидат спомнати како дарежливи луѓе, Аллах Джелешану вика ќе ги викне, тие се втори луѓе кои ќе одговараат. Значи први тие шејди што се нарекуваат и втори оние кои се преправаат во своето давање, ќе ги викне тие луѓе и ќе им рече: вие што правите со вашето богатство? Ќе речат: ние валлај во името на Аллах даваме садаки како што ни ти нареде нас. Аллах Джелешану ќе им речет и ќе им преточе, кој што ние тамо се ќе видиме што сме направили. И не можеме да криеме. Сега е многу поедноставно да го замислиме. Порано, ако немаше телевизор и луѓето не може да замислат дека се ќе гледат пред себе. Се гледаме.
Овие хадиси се 1500-1600 години. Викат, се ќе пред очите у видец. И ќе викат, ти даваше богатство, земаш од богатството своје само да те видат луѓето дека даваш. И сакаше да те читаат и увеличуваат и да те наречат дека ти даваш. Ти си лашко. Аллах ќе да ти рече лашко, на ахирет тебе ти е тежок калоц. Ќе им рече на мелеките, земете го со синџирите околу врат и фрлете го во длабокиот оган. Значи, првите оние кои се преправат дека умреле како шејди, вторите оние кои имаат богатство и им дало благодети, го делат богатството, не го делат. Има некои што не го деле тич, што не дават садаки, што не дават зекјати. Овој дават, ама дават да го знаат луѓето дека само дават. И трети луѓе се оние кои ја имаат науката. Оние кои потучуваат, дали тоа е за Куран, дали тоа е доктор, дали тоа е правник, дали тоа е било што, значи учен, научен и сакаат да го спомнат, многу ова е учење. Овој доктор е многу, значи тој тоа го прави. Ако те спомнуваат дека си вреден, да, си вреден. Ама ти да не дозволуваш пред твое присуство да те увеличуваат, како Алија што им кажа на шиитите тоа време. О, Господи, ти си ми сведок дека овие што ме увеличуваат, јас ова не е моја вина. И да не дозволуваат овој учениот, дали учител, доктор, роджа, било кој, потучуваат или учат, ама само да се увеличуваат. Да кажат филан и филан. И тој се горде со тоа. Убаво мој. Алшану ќе го донесе на јомул ахирет, судниот ден ќе му речат: ти, твојата наука, како ја спроведе, твоето знање како го спроведе, ќе каже: јас учев, потучував, ама зашто? Во името твое, не беше во името твое, не ти беше искрена твојата намера. Ти си лашко, фрлете го во џеhennem до вечето. Почитуваме џемати. Има многу убави хадиси кои ќе кажеме за преправањето. Значи, ова ние мислејќи и многу луѓе мислејќи да се преправа човек, дека тоа е едноставна работа. Се преправам дека имам, се преправам дека можам, се преправам дека нешто сум. Тоа е голем грев кој сега повака од 10 случаи, значи еден од најголемите гревови. Пегамбер саллаллаху алейхи ва селем вика вака. Да не ги кажувам на арапски, не зема време, директно ќе ги преведам. Кој вика сака да стане проучен меѓу луѓето, Аллах Джелешану ќе го понижи. Значи, сакаш да станеш поучен, поистакнат, ама тебе ако ти е судбината, интелигенцијата напредува, што не е супротно со знањето на Аллах Джелешану и со дозволата, но ти се креваш, ти сакаш луѓето да те спомнуваат дека си нешто. Потоа викат: ти ќе бидеш понижен ке Аллах Джелешану. А кој викат се преправа, Аллах Джелешану викат ќе се преправа со него на ахирет. Затоа, почитувани џемати, внимавајте на ова постапка преправањето. А Аллах Джелешану се преправа со тебе и да се потигрува на јомул ахирет, тоа значи тебе ти е тешка судбината. Ел-Хаттаби го толкува овој хадис и рекол: кој вика ќе работи некое добро дело без искреност од него. Значи, без искреност го работиш. Туку викат посакува да се преправа пред луѓето за да го спомнуваат, увеличуваат и така натока, ќе биде, викат, награден според тоа толку колку што тој искрено тоа го правил. Ако го правил со искрена во името на Аллах, тој вистина ќе биде награден за тоа. Секој едно дело да го направиш на дуњата со искреност, ќе бидеш награден. Но да го наградиш за неискреност, не те наградува Аллах. Дадов толку пари, овој ајето што го кажав пред малце, дава толку садаки, дава од богатството само да ме спомнуваат, тоа е неискреност.
Значи, Аллах Желешану наградува за следно. Но да не се задржуваме на овај толкување, Ел Хаким забележува еден хадис од Муаз и викат, кој го пренесува Пегамбер се викат вака. Пегамбер рекол, кој ќе спомнам Пегамбер, ви отма садабет во себе, да добиете садабет. Вика, најмалечкото преправање предпоставува ширк. Дури најмалечко нешто. Ама не мислев така. Не мислев да се преправа. И најмалце да се преправаш е ширк, Аллах Желешану. Ширк. Ширк е да му препишеш на Аллах Желешану двојник. Се преправам дека имам, се преправам дека знам, се преправам дека давам, све се преправам. И најмалце да се преправаш, викате ширк. Кото викат? Аллахови Пегамбер во еден меџлис рече вака. Најмногу вика што се плашам за вас е малиот ширк, пошто имаш голем ширк и мал ширк. Голем е ширк директно да речеш Аллах има син, пошто викаат кефирите. Тој е голем ширк. И потоа продолжи, праша, кој е тоа Пегамбере, тој малов ширк? И одговори. Преправањето вика на Аллах Желешану на денот викат која ќе се наградуваат за своите работни дела, ќе им рече на оние кои се преправа. Одете кај оние заради кои вие се преправавте со вашите дела. Значи Аллах Желешану ќе рече, одете, зашто се преправаше? Да те изберат нешто? Се преправаше нешто на дуњата? Зашто? Да те пофалет филан и филан? Да те пофалет тој? Оди кај него тој, од он не го барај добро. Не барај од мене. Значи Аллах Желешану ќе ни ги отфрле сите дела кои ние ги правиме, да се преправаме без искрен надеж. Аллах Желешану во курански ајет вика: وَبَدَّلَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْسَبُونَ. Овој курански ајет викат, видите колку имат и толкување. И викат, и ќе им биде предочено, рековме, се ќе видат пред себе. Она што го не очекувале. Што е? Тој дал на дуњата само да биде спомнат дека бил дарежлив. Умрел за да биде како шеид, мислят дека ќе умрет, за да биде речат шеид. Од науката се воздигнувал, се преправал, само да речат дека бил учен. Значи, без искрена совест. Тие луѓе викат, кои ќе дојдат на ахирет, Аллах Желешану ними ќе им неочекувано ќе им одговорат. Пошто ние правиме дела и очекуваме да бидеме наградени, као што рековме, оној кој постои во името на Аллах Желешану, верувајќи се и надевајќи дека ќе влезат, кога ќе рече кај се постачите, ќе станат само постачите тие што постеле. Нивните дела ќе ги кренат, а не постачите не можат да станат. И тоа дело ти ќе бидеш горделив. Кога ќе станеш ти меѓу тебе, дали другар, дали брат, дали мајка, дали татко не постеле, аузу билlah, ти само ќе станеш во него. И ќе се отворат единствената врата Рајан, само тие луѓе ќе влезат и таа више не се затворат. Тоа ќе едно ќе се отвори и ќе се затворат. Тоа е гордост. Тоа е убаво. А Аллах Желешану неочекувано на судниот ден да ти ги отфрле делата, тоа е многу странно. И во хадисот на Пегамбер саллаллаху алейхи ва салем вика ќе бидат повикувани тие преправачите на 4 јазик, на 4 начини. Аллах Желешану ќе ги повикува со своји уста. Што ќе им кажа? Ќе бидат повикувани: о преправачу, о предавнику, о расипнику, о губитнику. Пострамно на дуњата некој да ти го каже тоа, ќе се застрамеш. А да ти кажат пред цел во аршот, пред сите тие собир, тоа е голем страх. И затоа треба да внимаваме, аузу билlah, да Аллах Желешану
не опише со вакви 4 стравни дела. Значи, преправањето, поштувани джемати, е еден голем греф, мал ширк и така натака. Но, Ел Хасан Басри, се ќе кажеме, исламските научници, сахабите, што кажува за преправањето. Ел Хасан Басри рекол, навистина викат преправачот е против кадрот. Кадр е Аллахова одредба. Ти одредил да бидеш богат, богат ќе бидеш. И ти, богатството, не можеш да бидеш сиромав за да не бидеш преправач. Не, ти си богат. Веќе Аллах решено тебе ти одредил да бидеш богат. И ти ќе бидеш богат, и то ти е судбина, и ти работиш за богатството. Тоа не е преправање да бидеш богат. Но да бидеш богат, а да се преправаш со твоето богатство, тогаш е лошо. Значи, не значи да си учен и да те наречат човек луѓето учен, ти се преправаш. Ти се учен, но ти веруваш, достоинствено го правиш тоа, дека ја учев, се никој не учел, не се преправам. Јас сум убав и не се преправам дека сум убав. Та Аллах те створил, не можеш грд да бидеш. Значи, Аллаховиот кадр, она што ти го пишел, ти ќе го носиш цел живот и ќе го имаш. Тоа не е преправање. Но преправање е обратно. Не си убав да се правиш убав. Се шминкаат, се дотеруваат, се бојат, се прават. Тоа е преправање. Тие луѓе ќе бидат викани со такви о расипнику, о преправачу, о предавнику, о губитнику. Тоа е лажано ги вика тие луѓе. И потоа вика посакуваат вика луѓето да го спомнуваат за добро. Но како вика да го спомнуваат за добро? Кај Аллах Джелешан, како го спомнуваат за добро, кај Аллах Джелешан неговите дела не се примани. Да внимаваме некој кој те преувеличува пред тебе, да не дозволуваш. Значи, со многу едноставно ти да бидеш подостоинствен и поспуштен со главата. Затоа што еден ден Ебу Бекар, Омер раделаху ан, виде еден човек се правеше многу попоштен. Ходе со главата вака долу, не гледа лево десно. И му ей, зошто со главата еш долу? Па јас да не гледам жени, да не гледам харами. Не рекол. Да бидеш поштен е да во твојата душа, а не е ти да одеш со крената. Ние муслимите треба дојме вака со главата. Не ни многу кренато не ги сака, но додеш пред тебе да гледаш. А не одеш ти по лица гледаш вака, зашто јас сум многу поштен, да видат луѓето дека сум поштен. Не е тоа. Не е тоа, тоа е преправање. Значи, Омер Хаттаб рекол, одете со крената глава, гледај пред тебе, не оди спуштена. И еден исто така, Ебу Умаме Ел-Бахери бил имам во Багдад и гледа еден, имате такви луѓе, јас сум видел и во арапските земји, кај нас веќе тоа го нема, плача насежде, плаче, и му рекол, ей, што правиш? А јас сум многу побожен. Му рекол, камо ова да го правиш во твојата куќа, да не го правиш тука, да те гледа луѓето. Пошто да привлечеш нешто да направиш, да привлечеш внимание, тоа е греф, тоа е преправање. И затоа треба внимавање на вакви дела. Али ибн Абу Талиб рекол, ќе ги препознаете преправачите во 4 особини. Мрзливи се кога е сам. Тој кога е сам е мрзлив. Само што ќе виде втора особина, луѓе сака да се покажат. Тие луѓе, значи, што пред луѓе се докажуваат дека се работни, дека се моќни, дека знаат, му барат некои пари во меѓу себе, не му дават. Му барат пред луѓе ќе извајат. Преправач. Значи се преправат да луѓето кажат дека втора особина, трета особина, тие викат, работат само луѓето да ги пофалат. А се намалуваат
пофален. А Фуат ибн Ияд рекол: да напуштеш добро дело заради луѓето, не бе него право. Луѓето викаат, се нешто ти правиш добро и сите те ценат дека го правиш тоа добро дело. Ќе не бе него право. Се дека си го правил и те пофалеле, нешто те скарале, не бе него право. Да го напуштеш доброто дело е преправање. Зошто? Сакаш да те молат. Јасен сум. Значи, да не дочекуваш некој да те молец, за тебе ти се воздигнува достоинството и да се правиш по луѓето. Тоа е преправање. А работење вика добри дела поради луѓето е ширк. А па да речеш ја ова го правам заради луѓето, и тоа е ширк. Значи преправањето е мал ширк и да внимаваме. Што е џемати? Сакав за совет да кажам, но времето не прегазе. Многу луѓе, Аллах да им се смилува, го направиле тоа. И ние зборуваме оние кои дават, оние кои клањат, оние кои сакаат само луѓето да ги видат, подобро нека не го прават ако не го прават со чиста совест. Но јас, поради времето, ќе прочитам еден стихотворба, стихови поетски од исламски научник, кој многу мене ми остана во впечаток и ќе ви ги прочитам вас. О ти, викат, о ти кој самиот од себе се гордееш и на своите замоци и куќи им се восхитуваш. Пошто човекот се восхитува со куќите, мислат замок, направил нешто, се горде, цел ден седет пред гумно, правят бавчиња, на намаз не одет, едно, две каже, ол кој направи куќата, ол кој направи. Значи, се гордеет со своите замоци. Навистина, викат, дуњалокот е место за истакнување. Луѓето сакаат на дуњата само да се истакнат. Има такви луѓе. Но викат утре, пошто ние не знаеме кога ќе умреме, тоа ќе биде утре на секој ден од нас. Но утре, викат, те очекуваат местото за вечно сместување. Луѓето, викат, додека те погребуваат, ќе замолчат. А после твојот погреб, сите ќе се растураат. Затоа, доволно на дуњалокот ти беше куќата од пајашина. Ние зборуваме за еден ајет. Оној човек може да има куќа, може да има богатства, но тој вика како куќата на пајашината, се тоа го остава и се тоа може да се расипе. Ќе видиме куќа на пајашина и дрва прават, и секаде, но со една метла, тоа за Аллах не е ништо. Ние да работиме за куќата на ахирет. Таа е вечна куќа. Садаката која е искрена, таа е вечна садака. Науката која е искрена е вечна садака. И намазот кој е искрен во името на Шано, тој е вечна садака. И на крај, за да ти докажат на својата душа, ова викате она зашто си ти создаден. Создадени сме за искрено да работиме, а не да се преправаме и да внимаваме на нашите дела и постапки. Не знаеки може некој, Аллаху белекта луме ешхед, о Господе, си ми сведок дека ги известев дека преправањето е голем ширк. И затоа, почнува џематли, внимавајте нашите постапки, затоа што ве сакам во името на Шано, ве сакам искрено и сакаме вака сите заедно, иншаллах, да станеме во денот кога ќе влеземе од вратата на постаджите Рајан и ќе влеземе од дженет. Аллах кабу да историјата за вашиот сабар и Аллах шано да ве награди. Иншаллах.